Денеска разговараме со портпаролот на ВМРО-ДПМН Димче Арсовски. Добар ден, господин Арсовски. Добар ден и од мене. Последниот период Македонија некако се наоѓа на оние светски ранг листи од меѓународни институции, каде што позицијата на Македонија е драстично влошена последниве 4 години во однос на првенствено на корупцијата. Меѓутоа, еве за почеток да започнеме со последниот извештај на The Economist, каде што се наоѓаме на 78-то место и сме повторно оценети како хибриден режим. Вие неколку пати предупредувавте зошто е тоа така, меѓутоа еве ако може малце поопширно да еве ќе започнеме со последниот од пред 2 дена извештај на угледниот The Economist, но потоа ќе продолжиме и со извештајот на реномираната Transparency International, каде што сме исто така најлошо во последните 2 децении индексирани, и тоа се благодарение на оваа влада предводена од СДСМ. Кога дојде СДСМ на власт, беше уште тогаш актуализирано прашањето како тие би владееле, но на некој начин се наметна со манипулација, со лажење, со ветувања кои што не ги исполнуваат, па на некој начин можеби добија и некој грейс период од граѓаните да видат што ќе направат понатака. Очигледно беше, говоревме и тогаш, говориме и сега, и знаеме како ќе биде и во иднина, нормално нема биде подобро, многу полошо ќе биде. Очигледен беше нивниот начин на владење. Тоа е нормално, криминал, корупција, наместени тендери, и не можеше да се очекува ништо поразлично од таа констелација на луѓе. Вие погледнете доколку се навратите наназад, пред да дојде уште СДСМ на власт на централно ниво и да управува со владата на Република Македонија, Зоран Заев беше градоначалник во општина Струмица, која што е прилично вака сериозна голема општина. Како градоначалник на општина Струмица, тој и неговото семејство заработија милиони пари на граѓаните. Знаете, уште сега можеме да отвориме низ медиумите, да се навратиме наназад, дали е скандалот со цареви кули, дали се скандали со неговите фирми што обслужувале училишни кантини, дали се скандалите со неговите фирми што работеле инфраструктурни проекти, или можеби најголемиот скандал што после некои 10-12 години се удри од глава на граѓаните, скандалот со Глобал, кој што беше изграден незаконски, односно како дива градба, и подоцна и аболициран заради тоа Зоран Заев, актуелниот премиер. Уште тогаш можете да видите дека се работело за една криминогена структура и за еден човек кој што ќе води владата единствено во криминална насока. Не може да се очекува ништо поразлично. Тој е човек кој што многу ветува, а ништо не исполнува. Единствено кој што се работи изминативе години е само криминал, наместени тендери и богатење на своите фамилии, на функционерите и фирмите. Наназад 3 години, откако дојдоа на власт од 2017 до сега, буквално на ниеден светски ранкинг каде што се индексираат криминалот, корупцијата и се останато владење на правото, вклучително и The Economist, како влада е оваа влада, можете да забележите пат на Република Македонија во негативна насока, каде што оваа влада е директно најзаслужна. 78-то место на The Economist, кое што не вбројува во хибриден режим, е само резултат на сето ова што ни се случува сега во моментов. Од она загушена медиумска слобода, каде што не може да се допре до реалните проблеми кои што ги имаат граѓаните, да бидат испромовирани јавно и да побудат дискусија кај граѓаните, па до се останато, до владење на правото, до криминалот кој што владее во редовите на институциите, до начинот на силување на оваа држава. Морам да го наречам силување, зошто? Затоа што единствено што гледаме изминативе години, оваа влада на СДСМ ги силува граѓаните преку институциите. Значи не се почитува ниту културата политичката, не се почитува ниту она кое што се вели закон, устав и норми и начала кои што треба да ги почитува секој еден граѓанин на Република Македонија. Така да од тука би се надоврзал исто така многу важен извештај, рангирањето на Република Македонија на да речам најкатастрофалното до сега 111 место според индексот на корупција на Transparency International. Зошто е ова вака? Сакам да ги спојам двата извештаи во еден, бидејќи имавме изминатија неколку денови едни
трагични изјави на нивни функционери дека за овие извештаи виновна била ВМРО-ДПМН. Мислам дека дома нивните роднини, кои ќе ги слушнат како говорат функционерите на СДСМ, им се смеат. Изиграваат само кловнови пред македонската јавност, бидејќи ВМРО-ДПМН 3 години не е на власт. И не само што не е на власт. ВМРО-ДПМН, начело со Христијан Мицкоски, сите останати од раководството секојдневно обелоденува безброј скандали за корупција, за криминал, за невладење на правото, односно селективната правда во Република Македонија, и нормално не може со тоа ВМРО-ДПМН, Христијан Мицковски и сите ние, вклучително јас и другите колеги кои што објавуваме скандали, да бидеме виновни затоа што Македонија е на ниското 111 место по криминал, корупција и така натака. Што значи тие изјави веќе во јавноста се перцепираат како изјави на кловнови. Морам така да ги наречам, бидејќи им се смеат граѓаните. Им се смеат граѓаните со такви изјави каде што сакаат да истакнат дека никој не е виновен од нив, за се е виновна опозицијата. Не може да биде виновна опозицијата затоа што Зоран Заев е аболициран криминалец. Не може да биде виновна опозицијата затоа што Венко Филипчи имаше безброј крвави тендери, како што ги нарековме, во Министерството за здравство, каде што се поделени, има класичен судир на интереси помеѓу татко, ќерка и нивни роднини, каде што сите знаат дека тендерите во здравството се наместени. Не може да е ВМРО-ДПМН виновно затоа што Љупчо Николовски, кој што треба, како што вели, да им дише во врат на овие колегиве негови кои што се криминално настроени и коруптивно настроени, не може тој да им дише во врат, бидејќи неговиот најблизок роднина, чинам братучет беше, е вработен за над 100.000 денари во МНАВ. Тој е непотизам. Тој човек не може да биде човекот кој што ќе спречи корупцијата и затоа не е виновно ВМРО-ДПМН. Сигурно никој од ВМРО-ДПМН не го вработил братучет му на Љупчо Николовски. Не може ВМРО-ДПМН да е виновно затоа што Оливер Спасовски не се бори против криминалот и не ги што не може 2 недели да спречи една катастрофална појава како јавна соба. Чи за тоа не е виновно ВМРО-ДПМН. Исто како што ВМРО-ДПМН не е виновно ниту за криминалот со Сархемс, ниту со криминалот односно со прислушувањето на јавното обвинителство, каде што самите јавни обвинители не може да го сведат случајот до крај. ВМРО-ДПМН не може да биде виновно затоа што Фондот за иновации стана класично дувло за испумпување на парите на граѓаните да завршуваат кај функционерите на СДСМ. Имаме таму десетици милиони само во првата година од како дојде на власт. Овие сите и ова се само дел. Би ги набрал сите, но во интерес на времето да не ги набројам, да не ги потсетувам граѓаните, тие и самите ги знаат сите оние скандали. Ова е само дел затоа што Македонија тоне на светските листи за корупција, за криминал, за владење на право, за владење и управување на државата од страна на една влада како што е со хибридниот режим. Така да главни виновници се власта и функционерите од владеачкото мнозинство и никој друг. И тоа сите го знаат. Така да, очигледно е решението е едно, тоа е нормално ова власт да се замине. Еве би земал само уште еден пример пред да преминеме на следно прашање. Пред само неполни 10 дена имав јавно вклучување во дебатна емисија каде што гостуваше подпредседателот на СДСМ Коста Петров, кој воедно и директор на Фондот за иновации. Јавно му исцитирав членовиот закони и јавно, бидејќи немаше каде да бега, мораше да одговори, јавно самиот дојде до заклучок и призна дека сторил кривично дело со делење на реклами по одредени медиуми, иако тоа е забрането од страна на владата уште на првите седмици во 2017 година. Што следуваше на тоа? Само еден одговор. Океј, извини. Не треба да се извинува. Треба да лежи затвор. Треба да одговара. Треба да има фер процес, кога ќе има фер правосудни органи, кои што ќе донесат неселективна правда, и тој таму да се докаже дали сгрешил или не. Нормално, ние
потенцираме дека ги прекршил законите. Но еве се уште нема отворен случај. Значи има такви безброј случаеви каде што е евидентен и очигледен криминалот, но ниту еден нема завршница. Еден случај вака покрупен во јавност има завршница, тоа е случајот каде што Зоран Заев беше отфрлен од одговорност за 1 евро за вицето, брат му 1 евро за него. Значи тоа е единствениот случај каде што има завршница во корист на Зоран Заев. Сите останати, вклучително и оние смешни скандали во Националната агенција за мобилност, каде што веќе и граѓаните можеби ја заборавиле Лидија Димова, пред само 3 месеци имаше евидентен криминал, каде што беа делени стотици, 200 и 300 илјади евра за фризерници, за кои што треба да едуцираат учители, за тренирање магариња, замислете, докаде ни се сведе држава. И се уште отворена кривична пријава, разрешена од позицијата, но нема никаква завршница. Од една страна има пари за криминал, а нема за реалните потреби на граѓаните кои што секојдневно не демнеат и ги фрлаат во класична сиромаштија овој народ. Веќе го споменавте извештајот и на Transparency International. Имам тука едно малце поинакво прашање во однос на тоа како стои Македонија во моментов во меѓународните односи. Ако земе извештајот на Transparency International, каде што се наоѓаме на 111-тото место и излегуваат представници на владата и викаат дека е тоа погрешна перцепција, вие на меѓународна институција кажувате дека погрешно ги гледа работите, што е некаков, може слободно да го наречеме сукоп. Премиерот Заев, председателот Пендаровски, членови на владата, изминативе од кога се на власт, од јули, навамо, немаат средба со ниту еден премиер, председател во странство, додека гледаме дека вие како опозицијска партија редовно имате контакти, имате средби во собранието со амбасадори. Делегација од вашата партија, предводена од председателот Мицкоски и подпредседателот Николовски, оствари средби во Унгарија со премиерот Орбан, беа во Словенија каде што се сретна со Јанша, во Хрватска со Пленковиќ. Нели се чини дека некако се добива впечаток дека станавме изолирана држава целосно? Ајде накратко Дали сите овие причини што ги напоменавте, вие секојдневно што ги откривате сите скандали, тие предпоставувам сите амбасадори тука ги пренесуваат своите искуства што ги стекнуваат, работите што се случуваат и некако нашата држава е изолирана. Јас не би можел да говорам во ничио име, бидејќи не ги знам околностите зашто тие не се сретнуваат со представници на меѓународната заедница, но јас би говорел од другата страна. Морам да потенцирам, еве и со тоа би го отворил одговорот на ова прашање. Јавно поставивме прашање до владата, до министерот Оливер Спасовски, дали е вистина дека дека е одбиен за НАТО безбедносен сертификат. Еве уште еднаш сакам да посочам. Дали е вистина дека Оливер Спасовски е одбиен за добивање НАТО безбедносен сертификат. И тоа директно одбиен од НАТО. Еве исто уште еднаш да повторам, дали е вистина дека се и уште еден министер од владата на СДСМ од владеачкото мнозинство е одбиен за истиот безбедносен сертификат. Значи самото одбивање, доколку е вистина, но се уште немаме одговор, доколку е вистина, тоа на вистина представува сериозна опасност и проблем за оваа влада. Зошто го велам ова? Не само за оваа влада, туку и за граѓаните. Кој се грижи за нивната безбедност? Доколку не би можел, доколку е вистина, доколку не би можел да добие НАТО безбедносен сертификат. Тоа е веќе загрижувачко. Од друга страна, за сите овие криминални дејанија на власта, скандали кои што ги обзнануваме, за невладењето на правото во Република Македонија, наша основна обврска е да ги објавиме во јавноста, да повикаме на одговорност, да отидеме до институциите да поднесеме представки, антикорупцијската, која што заедно со јавното обвинителство се во класичен зимски сон и се уште не се разбудени. Најверојатно не ни знаат дека која е нивната обврска и да работат. Нормално сите тие работи ги дознаваат и нашите
да речам, пријатели и поддржувачи од меѓународната заедница. Тоа е неопходно е да знаат каква власт во Република Македонија владее со оваа држава. Колку е напатен нашиот народ од оваа власт која што во моментов ја управува во погрешна насока државата и ја враќа со години наназад. Нормално ние на секоја средба со меѓународната заедница да информираме за реалните проблеми со кои што се соочуваат дали нашите пратеници во собранието, дали нашите граѓани низ институциите, дали одредени бизнисмени кои што секојдневно се жалат на тортури од функционерите на СДСМ и на барање мито, тоа е неопходно да го знаат представниците на меѓународната заедница. И верувајте дека во најголем дел од нашите средби кои што ги имаат меѓународните секретари, делегациите, партиски претседателот, се разговара и на теми криминал и корупција. Тоа е нормално. Од друга страна, ВМРО-ДПМН како одговорна партија, која што си сака својата држава, сака да напредува својата држава, сака да напредува народот и граѓаните на Република Македонија, во дел од овие агенди кои што ги организираме надвор кон сестринските партии, каде што посетуваат претседателот Мицкоски и други членови од извршниот и од раководството на партијата, ги посетуваат тамошните лидери, како и претходната турнеја која што имаше претседателот, се разговара, се информира за проблемите, но и се лобира за интересите на Република Македонија. Се лобира за интересите на граѓаните, бидејќи одамна гледаме дека ова влада на СДСМ нема време за тоа, од што е фрлена единствено на правење криминал и на испумпување на парите на граѓаните. Еве, не знам дали се сеќавате, неодамна во едно интервју самиот претседател Мицкоски јавно кажа дека доколку некој спомене за Гоце Делчев дека не е македонец, ова парафразирано, ќе направи дипломатски скандал. Вчера беше првиот случај каде што еден европратеник од соседна Бугарија коментираше јавно на статус кај Зоран Заев, кај премиерот кој што треба да ги брани интересите на граѓаните, дека Гоце Делчев не е македонец, дека е бугарин и така натака. Претседателот Мицкоски веднаш остро возврати со она кое што е потребно да го направи секој еден државник во Република Македонија. Дека Гоце Делчев е македонец од Република Македонија. И нормално, еве, поминаа повеќе од 24 часа. Се уште молчат сите функционери на владата, вклучително од министри до пратеници, премиерот, за ова класично понижување од страна на странските, односно да речам дипломатите од соседна Бугарија. Тоа понижување не е само за Зоран Заев. За жал, тоа понижување го трпат граѓаните на своја кожа. Но затоа, како што реков ВМРО-ДПМН и претседателот Христијан Мицкоски, ќе бидат секогаш на страната на граѓаните, бранејќи ги интересите на граѓаните. Мора да се знае кои се црвените линии и, како случајот вчера, да бидат јасно нагласени и да бидат јасни за сите. Македонскиот народ и Република Македонија не смеат повеќе да трпат неуспеси и да бидат понижувани. Тоа е нивото на кое што не сведе во моментов СДСМ, Зоран Заев и сите, да ги наречам, кловнови околу него, кои што излегуваат и се уште вината ја бараат во сите други, а не во нив. Кога сме веќе кај она понижување, моментално сме се уште во тој тек на светска пандемија, држава неколку пати се сеќаваме на сите оние наслови, ќе бидат набавени вакви вакцини, такви вакцини, преку Ковакс ќе добиеме толку вакцини, меѓутоа и во однос на тоа понижување неколку пати нашите функционери буквално се молјакаа кај
други држави. Ние дури дознавме од албанскиот премиер Еди Рама, кој што ни кажа дека Бугарија требало да ни донира символични 100 вакцини. Во време кога Македонија е единствената држава каде што не се спроведува вакцинација. Дури, соседно Косово, Република Србија донираше одреден број на вакцини и нас ни понуди 8.000 вакцини од Pfizer, меѓутоа кај нас се уште нема одобрение за употреба. Плативме скоро 3.000 човечки жртви. Не знам дали се сеќавате, ова го говорев неодамна и на гостување во емисијата во Радио Лидер. Кога почна целата пандемија, која што нормално неизбежна беше во Република Македонија, Венко Филипче, како министер, кој што тогаш доби огромна популарност со секојдневно излегување на пресконференции, иако ние велевме дека пресконференциите не се начин на сузбивање на пандемијата, велеше тогаш дека пикот на пандемијата ќе биде 2000 заразени. И веќе во мај месец прогласи победа врз пандемијата. Што гледаме сега? Сега гледаме дека не само што бројката отиде можеби 15 пати повеќе и многу поголема од пикот кој што беше планиран, туку бројот на жртви е поголем од пикот кој што го планира Венко Филипче и СДСМ. Во однос на вакцините, целиот концепт на сузбивање и борба со пандемијата беше промашен, ние за тоа информиравме. Но, кога сме веќе кај вакцините, се сеќавате дека месеци наназад Венко Филипче излегуваше на тие пресконференции, велеше ние го имаме најспремниот систем за први да добиеме вакцини. Ние не само што не сме имале систем, ние сме немале ниту фрижидери кои што ги добивме пред 2 до 3 недели. Пред 2 до 3 недели. А пред 2 до 3 недели една земја како Израел, која што има 3 пати повеќе граѓани, веќе имаше не знам колку, можеби 70% од населението вакцинирано. Србија, соседна Србија, лидер во регионот, но и еден од лидерите во Европа, заедно со Малта и со уште некои земји. Значи Србија е таа која што се нуди да помогне на Република Македонија. Што гледаме? Дека не сме подготвени ниту да примеме донација. Не би говорел за случајот со соседна Албанија и Бугарија кој добил вакцини и како. Јас би говорел само со тоа дека ние во моментов сме единствена земја со Косово каде што не се врши вакцинација. Најпрвин, понижувачки е да странски премиер, тоа е премиерката Брнабиќ, да ни информира како граѓани во едно свое гостување на телевизија дека најверојатно во Република Македонија е вршена илегална вакцинација. Демантира од Министерството, јавно побара извинување од мене и од пратеникот Антонио Милошевски. Каде се тужбите кои што ги најавува? Што значи дека и во тоа има вистина. И во тоа има вистина, иако избегнуваат одговори. Господин Арсовски, во насока на вакцинацијата, последната информација е дека ќе бидат набавени 200.000 дози од Кина. Меѓутоа најавено е дека тој процес ќе се одвива преку фирма која што за разлика од другите држави, каде што државите директно се договарат, директно ги добиваат, ние ќе имаме фирма која што ќе биде посредник во таа набавка. Има ли најава тука, не знам, за некој нов скандал? Зошто би се одвивало тоа преку приватна компанија? Да речеме, да оставиме времето да покаже, но не би бил изненаден доколку некој од блиските роднини на функционерите на власта не биде тој кој што ќе биде посредникот за набавка на вакцини или некој нивни близок пријател, соработник, бизнис партнер, од едноставна причина, најверојатно заради грижата на граѓаните. Изгледа многу се едуцирани во однос на вакцините, па ќе треба лично ги проверат сите, за потоа да може безбедно примат граѓаните вакцини. Или фирма посредник е образложение за каснење. Нормално, сега сум саркастичен, далеко од тоа. Ова е само уште еден потенцијален скандал, кој што најверојатно ќе биде, доколку се случи, ќе биде обелоденет пред граѓаните.
невозможно е нешто во држава да се случи, да се направи некоја јавна набавка или да се случи некоја набавка, поделба на некој тендер од институциите, а за тоа да не е информиран некој од роднините на премиерот Зоран Заев. Така да не би бил изненаден доколку ова е потенцијален скандал кој што ќе биде објавен понатака. Но би ме чудело доколку се поминеше транспарентно и без ниту една дамка. Така да останува времето покажено, верувајте. Ова е само, предпоставувам дека уште една причина да дебело заработат некои од блиските луѓе до СДСМ. Чи покрај сите манипулации, лажења, ветувања од Венко Филипчо, од Зоран Заев за вакцини и така натака, ова ќе биде само јаготка на шлагот да го заокружат, да ја заокружат оваа пандемија со една дебела заработка која што ќе заврши во нивните џебови. Но сепак останува да видиме како што тргнала работа, можеби ќе се премислат, нема воопшто да набават вакцини. Ете тоа го каже и министерката Шеќеринска, која што се обиде да ја потцени интелигенцијата на граѓаните и да ги исмее. Јавно на телевизија рече дека можеле да набават вакцини, но не набавиле од едноставна причина, затоа што граѓаните ќе кажеле дека на нив ќе се тестирале вакцините. Не знам кој ги советува да го говорат тоа, но знам дека ова е само изјава која што ги прави кловнови пред граѓаните. И повеќе од јасно име на граѓаните што се случува, и повеќе од јасно име на граѓаните дека оваа влада единствено се бори за профит, не име гајле за човечките жртви кои што се случуваат во време на пандемија, и повеќе од јасно име на граѓаните дека оваа влада мора да си замине што побрзо и тоа би било одлично временски да се поклопи со предвремените, односно да бидат предвремени парламентарни избори заедно со локалните избори на есен, бидејќи граѓаните повеќе не можат да го трпат ова лудило и зло кое што го нанесува СДСМ. Во насока на тоа заедно одржување на парламентарни со локални, претседателот на вашата партија Христијан Мицковски на пресконференција ја соопшти таа можност, меѓутоа сето тоа беше во интерес на времето накусо кажано. Може ли вие да ни образложите повеќе? Еве, јас би говорел како обичен граѓанин, настрана од политичкото раководство во ВМРО-ДПМ и настрана од секој еден граѓанин кој што во моментов преживува хорор во оваа држава, а такви се 99% од граѓаните, останатиот 1% се блиски до власта, верувајте дека му е дојдено преку глава од оваа власт. И верувајте дека сите граѓани кои што се обесправени, а такви се, како што реков, огромно мнозинство, што побрзо чекаат да си замине оваа власт. Дали на централно ниво, дали на локално ниво. Морам да потенцирам дека пандемијата, во времето на пандемија, искористија сите можни моменти, потези, ситуации ги искористи власта да изврши еден масовен подкуп. Но се виде дека се што се изврши подкупот, веќе го нема кај граѓаните. Повторно граѓаните се сиромашни и повторно оваа влада не работи ништо, само краде и ги репресира. Граѓаните веќе се свесни дека оваа влада мора да се замине и на централно и на локално ниво. И она кое што мене ме прави уште повеќе горд и мотивиран е тоа што граѓаните веќе знаат дека единствена опција која што може да движи Република Македонија и да работи за иднината на Република Македонија и граѓаните е ВМРО-ДПМН и актуелното раководство. Зошто? Затоа што се честни кадри, затоа што се што говореа и се што говоревме сите од оваа партија излезе на виделина. Од криминалот на власта па до се останато дека нема да реализираат и само ќе бидат лажни ветувања. Затоа, како што реков, тоа ме прави уште повеќе мотивиран да доколку се случат предвремените парламентарни избори заедно со локалните, ВМРО-ДПМН извојува огромна победа и на локално и на централно ниво.
Господин Арсовски, за крај уште едно прашање. Покрај цел овој карамбол со вакцинација имаме уште еден друг карамбол наречен попис. Закажан денеска дури ја објавија методологијата, закажан за 1 април. Последниве денови председателот Пендаровски па и премиерот Заев најавија можно одложување за месец до 2. Вие како политичка партија, впрочем како и поголемиот дел од Европа кои што го одложија својот попис за 1 година, го понудивте истото тоа конкретно решение. Меѓутоа кај нас не наоѓате на разбирање кај власта. Самиот факт што власта, Пендаровски и останатите чинители на политиките на власта говорат за одложување од неколку месеци на пописот е доволен показател дека пописот не треба да се случи сега. И тоа ние го образложивме зошто и тоа е доволен показател дека ВМРО ДПМН и Мицкоски повторно се во право. Зошто го велам ова? Ова го велам затоа што неколку пати наназад, месеци, можеби година дена, разговараме и говориме јавно зошто не треба да се одржи пописот. Но, еве, како што спомена и председателот на неодамнешно интервју, доколку се одржи, тоа треба да биде електронски попис. Но, доколку теренскиот треба да се реализира, а веруваме дека треба, тоа треба да биде во 2022 година. Сите земји одложуваат попис и работат, сузбивање на пандемија, грижа за економија во државите, грижа за граѓаните, нивните животи, така натака, се грижат да си ги вакцинираат своите граѓани. Оваа влада единствено што сака е да реализира политички попис. Ние рековме еднаш, ќе кажем уште еднаш. Пописот не треба да е политички, треба да е статистичка операција, за да има еден терк како би се развивала Република Македонија во наредните 10 години. Но она кое што не го свати власта и продолжи буквално во однос на политички договор да го реализира, го изгласа законот за попис во собрание. Како што знаете, поднесовме иницијатива до ДИК за собирање подписи, која што подоцна се преточува и денеска веќе чинам дека од вчера е во собранието на Република Македонија, подоцна која што треба да резултира со информација до председателот, односно подносителот на ВМРО ДПМН е председателот Христијан Мицковски, кој што е подносител за спуштање на иницијативата по подрачните единици на Министерството за правда за собирање подписи за поништување на тој закон за попис кој што се изгласа. Нормално, уште еднаш ќе потенцирам. Потребно е во моментов одлагање на пописот, но доколку не се одложи да се спроведе електронски согласно стандардите кои што се наложени, и она кое што е потребно е закон со консензус за попис во интерес на државата и граѓаните како статистичка операција, а не како политичка. Видите, оваа држава треба да се развива. Треба да се развива во правилна насока, а не во неправилна како сега. Треба да знаеме во кој град што образование имаат нашите кадри од Република Македонија. Треба да знаеме која странска инвестиција, ако дојде во држава, каде какви кадри може да најде. Од друга страна, ние гледаме само една гола политика и политички договори кои што се за тргување на одлуки на власта. Ви благодарам, господин Арсовски, за благодарам одвоеното поканата. време.